Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на влада, почитуван премиер, почитувани медиуми, народот вели во Европа еднаш или два пати во едно столетие се историски години, на Балканот секои 10, а во Македонија најверојатно секои 5 години или пола деценија е историска. Како и да е, чувствувам навистина лична одговорност во овие, јас сепак би рекол, навистина историски моменти и за мојата држава Македонија, и за мојот народ, македонскиот народ, за граѓаните на Република Македонија, да го искажам јавно моето мислење и став поврзано со овој процес, така наречен преспански договор или преспанска спогодба. Кога бев избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, бев свесен и за оваа можност, односно за доаѓање на овој тридеценијски проблем, кој што Република Грција го има суставното име на мојата држава Република Македонија, овде во Собранието на Република Македонија. И можноста да се определиме за некаков таков договор, за или против. Уште тогаш бев одлучен, а всушност ставот, освен од моето лично убедување, се темелеши од партискиот повеќе од една деценија став на ВМРО ДПМН е дека, ќе сублимирам, не може 120 луѓе, макар тоа биле и народни избраници, пратеници во Собранието на Република Македонија, да одлучуваат во името на повеќе од 2 милиони граѓани на Република Македонија, во името на нивните предци, но и во името на нивните идни генерации, иднината на нивните поколенија. Какво и да е решението, бев свесен и одлучен дека тоа мора да оди на референдум, а јас, како пратеник, мораме да ја почитуваме волјата на граѓаните, на нашите сограѓани на Република Македонија. А бидејќи Уставот на Република Македонија, како највисок законодавен акт, не познава видови на референдум, односно консултативен, задолжителен и така натаму, туку едноставно познава референдум. А членот 73 е дециден и јасен, што значи успешен референдум. Уште еднаш ќе го цитирам за сите граѓани на Република Македонија. Вели вака: одлуката на референдумот е усвоена ако за неа гласало мнозинството од избирачите кои гласале, запирка, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи. А одлуката на Државната комисија во однос на резултатите од референдумот е следна. Согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Почитуван премиер, 1 јуни 2017 година ви реков, може се сеќавате, може не се сеќавате, дека правите парламентарно мнозинство, односно влада, иако ги загубивте изборите 2016 година. И тоа бреме е големо, гледаме, и одговорноста во тој случај е уште поголема. Морам да ве потсетам, и вас, и парламентарното мнозинство. Лесно беше, можеше и без да се праша и народот, и опозицијата, на кафе муабет да се потпише на така битен договор со Република Бугарија. Непријатно беше, но сепак изводливо, законот за јазици на вештачки начин да се извади од уставна рамка, да му се стави европско знаменце и на сериозен европски начин во наводници да се изгласа во Собранието. Ова го зборувам и мене ми е непријатно, сигурно и непријатно и на колегите пратеници од парламентарното мнозинство. Народот наш тоа го гледаше, анализираше, некогаш ви прогледуваше низ прсти во исчекување на невработените на нови работни места, земјоделците на повисоки и поквалитетни субвенции, лекарите на платите од 100.000 денари, превозниците и останатите граѓани на поевтина нафта, чекаа нови автопатишта, регионални патишта, магистрални патишта, скопјани и граѓаните на останатите делови од Република Македонија, нов клинички центар, сериозни мерки против загадувањето во Скопје и другите градови. Чекаа многу работи, година и пол,
многу од нив уште нити се почнати, нити се размислува да се почнат. Може би и сигурно е така. Се ставивте на една карта да решите едно 3 децениско прашање кое што ние и предходните наши генерации македонци, политичари, членови на влада, на парламент не успеа да го решат. Народот вели се ставивте на едно. Тоа е името и решавањето на спорот со Грција. Ви реков тогаш, ако успеете Република Македонија да ја внесете под привремената референца и во ЕУ, и во НАТО, од мене лично, верувам и од ВМРО ДПМН ќе имате целосната поддршка. Во тој процес мораме да констатираме не успеавте и вие како влада, и како парламентарно мнозинство, и како парламентарна коалиција или владина коалиција. Каде погрешивте, или може да кажеме каде сите погрешивте? Решивте ова национално прашање број 1 да го водите апсолутно сами. Сигурно тука ќе има критика, имавте 10 години, не успеавте, како сега да ве вклучиме и така натаму. Коректна е критиката, ја прифаќаме. Зошто не вклучивте барем експерти од страна на опозицијата? Или од страна на председателот на државата, кој има ингеренциите како во надворешната политика? Зошто пред да го подпишете, ова најдобро намерно ме прашувам, тука да развиеме дебата во собранието. Зошто пред да го подпишете договорот во Преспа, не побаравте, да речеме, национален консензус? Ако не повеќе, зошто партиски консензус или парламентарен консензус не побаравте пред да го подпишете овој договор? И еве едно конкретно прашање до вас. Зошто пропадна проектот или името Република Илинденска Македонија? Тоа им го должите на граѓаните на Република Македонија, па дури и на нас како пратеници од опозицијата. Ево уште еднаш ќе оподецирам прашањето. Зошто предлогот Република Илинденска Македонија не помина или не беше на масата, односно не сега договараме и разговараме за таков еден предлог? Јас искрено ќе ви кажам, може би колегите пратеници од парламентарното мнозинство тоа немаат храброст да го истакнат. Ги ставивте на вистина во непријатна ситуација, може би не вие, но вашите советници, вклучувајќи го тука и господинот Талат Џафери, господинот Арта Груби, се извинувам што не е во салата, па еден ваков договор како и на многу останати, неприродно, и стававте европски знаменца, ги договаравте од 17 часот за во 19 часот и така натаму и така натаму. Но како и да е, јас тоа себе го опростил кога решивте да закажете референдум. Имав некоја човечка, можеби и политичка интуиција дека работите ќе дојдат до тука. И не дадов со свој личен пример, ни грам можност да можете сега да критикувате дека, барем јас лично, не сум учествувал во тој процес. Јас не сум експерт по меѓународно право, нити по уставно право. Но во разговор со експерти и со учесници во овој повеќе од 2,5 деценијски спор што Република Македонија, тоест Република Грција го има со уставното име на Република Македонија, по тие консултации беше јасно и со видливи аргументации и за човек кој што многу не ја разбира оваа проблематика и не е вклучен во неја во детали, дека сепак овој договор кој што вие го постигнавте е штетен по македонските национални интереси. Сигурно идеален договор нема, тука ќе реплицирате на тоа, но ќе ми дозволите јас да го искажам својот став од она што можев да го слушнам и да го констатирам. Точно е и тука нема бегање од ова вистина дека овој договор ги отвара вратите за прилично брз влез на Република Македонија во НАТО и за малце подалечна, но сепак известна иднина за прием или за влез на Република Македонија во Европската унија. Кој што влез, мораме искрени да бидеме пред граѓаните на Република Македонија. Ке зависи од нас и само од нас, од нашите перформанси што ќе ги направиме наредните години. И ова мора реално и искрено да го знаат граѓаните на Република Македонија. И пак ќе повторам, на ниеден начин не сакав да влијам врз одлуката на граѓаните. Тоа беше мој став и во органите на партијата, тоа беше ставот и во разговори со сите граѓани на Република Македонија без разлика
од нивната партиска определеност, национална определеност и така натаму и така натаму. Не требаше ние како партии да се вклучиме во било каква кампања во однос на референдумското изјаснување на граѓаните. Ова беше прашање за граѓаните, за нивните семејства, за нивните идни генерации, за иднината на Република Македонија. А волјата на граѓаните визави членот 73 од Уставот на Република Македонија е јасна. Овој референдум и Државната изборна комисија го прогласи за неуспешен референдум. И како пратеник во собранието на Република Македонија, кој што дал заклетва дека ќе го штити Уставот на Република Македонија, апсолутно немам ниту можност, ниту волја да гласам наспроти волјата на граѓаните на Република Македонија. Го ценам денес вашата подадена рака за национално помирување. Погледнете ги стенограмите од сите мои говори до сега и ќе видите дека секогаш повикувам на одредено или на целосно национално помирување, на една кохезија општествена која што не денес, вчера и требаше на Република Македонија. За утре веќе да не зборуваме. На граѓаните на Република Македонија, на браќата и сестрите кои што ние политичарите ги раскаравме до овој степен. И треба навистина силни пораки и од двете страни, дека навистина само помирувањето и взаимното почитување оваа држава ја носат напред. Но за ова требаше да бидете свесни и претходните години и пол кога практициравте власт во Република Македонија. Никогаш не е доцна, тоа е точно, но треба да си ги признаеме грешките што сме ги направиле во минатото. Како вие, така и ние. Бидејќи сите ние на крајот од денот сме одговорни пред нашите граѓани, вие пред вашите гласачи, ние пред нашите, но и пред останатите граѓани на Република Македонија кои излегуваат на избори, но и тие што не излегуваат. И тие се субјект и влијаат врз политичкиот живот во нашата држава. Не сакам многу да должам, не сакам од овој процес Република Македонија да излезе со предавници и со патриоти. Овој процес, според мене и според Уставот, визави Уставот на Република Македонија, е отфрлен од граѓаните на Република Македонија. Така вели членот 73 од Уставот на Република Македонија, а ние сме должни да го почитуваме македонскиот устав. Ви благодарам.